Почитувани гледатели, драги пријатели, трагатели по вредности, добро ни дојдовте во петата емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Мои денешни соговорници се постојаниот соговорник и уредник на емисијата, презвитер Ивица Тодоров, и вториот мој соговорник е исто така презвитер Горан Тасевски. Ве поздравувам, добро ни дојдовте и се надевам дека темата што ја одбравме денеска, зборуваме за верноста како вредност, меѓутоа ние извадивме некои точки, верноста кон Бог, кон брачниот партнер, кон ближните и кон татковината. Ќе започнеме со мојот втор соговорник, односно му даваме предност, бидејќи тој е на некој начин гостин во денешната емисија, отец Горан. Кога се договаравме за емисијата, не случајно го одбравме овој редослед. Дали ти би се согласил со еден ваков редослед, дека се тргнува од Бога, па после човек треба да биде најпрво верен кон Бога, па кон сите други овие нешта што ги спомнавме во насловот на денешната емисија. Првин да се покажеме како деца Божи, па после со таа премудрост во она што стига од Божјата благодат, може да бидеме успешни во односите кон брачниот партнер, кон децата, кон татковината во најширока смисла. Значи, човек треба први да се осознае себе си, кој е, од каде е неговото постоење, да даде свој личен, слободен одговор на призивот Божи, полн со љубов и добрина, бидејќи не може поинаку. Бог е љубов и таа љубов ја дава, не ја дава насила, него ја дава слободно и во слободата наша ние треба да одговориме на таа љубов. Ако одговориме на таа љубов, тоа е израз на нашата вера кон Бога и тогаш веќе има конекција со нашиот небесен родител и тука има веќе сигурност во нашето настапување во животот. Таа сигурност која што е плод на верата во Бога се расширува во сите односи помеѓу ближниот, почнувајќи нели од најосновниот, тоа е брачната заедница, како ние во црквата нарекуваме мала црква, како што и впрочем и свети апостол Павле така поучува, па понатаму од тука и воспитувањето на децата, ако Господ ги даде во таа брачна заедница и односот кон сите оние кои што не среќаваат во нашето движење, општење, низ животните активности во овој свет. Ако човек не го направи слободно одговорот кон она што Господ го пружа кон нас, тоа е љубовта од Бога. Ако љубовта од Бога која што се дава на човекот не биде потврдена со личностен одговор, тогаш не може да стане збор ни за некакво преродување или за некаква суштинско преокренување на човекот во однос на давање личен печат во општеството. Туку сеќе се одвива стихино, онака како што е тековно, модерно, онака како што прават многуте, или онака како што прават славните личности, или онака како што прават ликовите од играните серии, или не знам кој уште не. Тоа се претежно проблематични личности од аспекта на верноста кон Бога гледано. Значи, не го дале тој одговор и ние ако треба нив да ги следеме, не давајќи го и ние нашиот одговор кон Бога, правиме голем проблем во она што треба да биде во животот на човекот. Она што треба да биде одлика на живење како резултат на сите нешта кои што Господ ги дава код нас, ги насочува, значи ги вложува и очекува да бидат возвратени, но на слободен
начин кој што носи со себе, како што рекол, преокренување кон Бога и преокренување во личности, активности, да се даде личен печат во општеството со сигурност добиена од верноста кон Бога. Така, накратко, јас ви кажам, очекувам да се развие ова тема. беше добар вовед во денешната емисија. Меѓутоа, интересно е дека верноста е клучна вредност и не случајно Светото писмо се нарекува Стар Завет и Нов Завет. Зборот Завет всушност значи договор. Каков е тој договор, отец Ивица? Значи, кога седнавме околу тоа да ја концепираме оваа емисија посветена на вредноста, верност, многу прашања се отворија околу тоа што е верност, кон кого, каква треба да биде и така натаму. Јас баш дома се обидов со моите домашни, со мојата сопруга, со моите деца, да поразговарам околу тој проблем, околу верноста, да се обидеме да дефинираме што е тоа, онака. Баш еден убав разговор. И разни нешта така искочија на површина околу тоа, обидувајќи се да дефинираме верноста, но сепак едно нешто остана како заклучок, како печат, дека верноста доаѓа од нашата вера. И сега, верата треба да се разбере како доверба. Ако некој има доверба во мене, тогаш тој може да ми верува дека доколку јас нешто му кажам нему, дека тоа ќе биде така како што јас сум му кажал, или сум уветил дека тоа ќе го направи и така натаму. И сега, тоа е таа вера или доверба или верност на најниско ниво. Ако ветам, например, на некого дека ќе бидам во 17 часот на тој и тоа место, треба да бидам верен кон тој збор, така да се го одржам зборот. Значи, на тој начин јас покажувам ова и љубов и почит кој тој другиот. И затоа верноста е компонента од многу други компоненти. Значи, вера, љубов, доверба, искреност и така натаму. Сите овие нешта ја сочинуваат сликата на верноста. И сега кога говориме баш околу ова за заветите, Стар Завет и Нов Завет, Стар договор, Нов договор и така натаму. Што влегува во тој договор? Да, пошто Стариот Завет или Стариот договор меѓу Бог и Старозаветниот народ Божи се темели на тоа Старозаветниот народ Божи да има вера во едниот вистински Бог и верност кон неговиот закон. Значи, верност кон неговиот закон, кон исполнување на сето тоа што Бог го открил како насока, како вредност, како вистини во животот. И доколку не е верен народот Божи, тој тогаш навлегува во состојба на неверност или во греф. Ако Стариот Завет се темели на верност кон законот, кон Тора, Новиот Завет е верност кон вистината, дека нашиот небесен Отец во овој свет го испрати својот единороден Син, кој преку Светиот Дух и Дева Марија прими својата човечка природа и влезе во овој отпаднат од Бога свет да биде наш спасител, да биде наш искупител, да биде наша светлина, да биде наш живот. И сега, верноста не е кон некаков закон, кон некаква етика, моралност и така натаму, не се исклучува тоа, туку верноста сега се покажува кон оној кој дојде во овој свет да биде наш пат, да биде наш живот, да биде наша вистина. И ако ја имаме верноста кон него, тогаш ние ги исполнуваме неговите заповеди. Односно, нашиот живот го исполнуваме со неговата вистина, со неговото водство. Доколку немаме верност кон него и кон неговите заповеди, а Христос вели, ако ме љубите, исполнувајте ги моите заповеди. И сега, ние не можеме кон него да градиме однос на љубов, ако тој однос на љубов не е придружен со однос на верност. Сега не можам да кажам некому дека јас го љубам, имам љубов кон него, почит, и ако се договориме, например, во 17 часот негде да се чекаме, ја без никакво оправдување не доаѓам. Значи, тоа моје изразување на љубов на почит е лажно.
Че ја немам немам ја вера во тој човек, ни тој човек нема после тоа да има и вера и во мене. Значи почнуваме од некои поситни работи, но истите тие нешта важат и за тие највисоки нивоа на доживување на вистина во овој свет кон Бог. Значи, ако имаме вера кон Него, тогаш ќе имаме верност кон Него. А верноста кон Него ќе доаѓа како љубовта што ја имаме заедно еден со друг. И таа љубов се поврзува, односно се изразува преку верноста што имаме еден кон друг. Бог е верен кон тоа што го ветува за нас, кон тоа што на еден начин ни го ветил во заветот, но исто така и ние треба да покажеме верност кон сето тоа што тој го бара од нас, но за нас, што е многу интересно. Бог не бара ништо од нас за него. Бог бара од нас за нас. Тоа исто како еден доктор кој бара од пациентот да направи нешто што ќе биде добро за неговото здравје. Докторот не го бара тоа за него, го бара за здравјето на пациентот. Така да Господ кога бара од нас да му бидеме верни и да ги исполнуваме неговите заповеди, тој преку тоа покажува дека тоа ни го бара за наше добро. И сега тие нешта многу битни, вера, доверба, љубов, верност. И ако ги немаме овие компоненти, не може да говориме за верност во потполност. И ако ова важи во однос на Бог, пошто ги спомна тие точки Братушко, верноста кон Бог, исто тоа важи за верноста кон нашиот брачен партнер. Таму кај што нема вера, таму кај што нема љубов, таму кај што нема доверба, таму кај што нема искреност, таму нема ни верност. Еве јас како духовен раководител сум сведок за многу исповедени неверности, изневерувања. Но тие најповеќе доаѓаат од таму кога ќе олади љубовта, кога ќе нема вера еден кон друг, кога ќе нема искреност и како последица на тоа е неверноста. Тоа е тоа. Добро, ти благодарам. И ова беше добро. Се уште сме на почетокот на емисијата. Меѓутоа, еве, слушнавме отец Ивица со што ја поврза верноста. Предпоставам дека верноста е поврзана и со многу други вредности. Како една од тие вредности е доследноста. Ние треба да сме доследни, некој вела доследни на себе, меѓутоа на кое себе? На вистинското себе кое доаѓа од Бог. Со кои вредности, еве, отец Горан, ти би ја поврзал верноста? Што човек треба да има во себе за да биде верен? Основа на се е љубов. Так. Бог е љубов и е личност. Значи, може да љуби оној кој што е личност. Бог е личност, Бог е љубов. И од тука почнува се, почнува создавањето, почнува уредувањето. Љубовта е безусловно давање, постојано, без никакви потенцирање на нешто. Љубовта се дава слободно. Бог го создаде човекот слободен, како највозвишено битие. Створи се, створи за човекот. И го створи слободен, односно го створи спрема образ и подобие Божјо. Значи, личносно битие со слобода, со самовлашништво, кое што не е принудено да го даде одговорот на таа љубов, одговорот на личноста Бог, но е повикано. Треба да даде одговор на тој призив, ако сака. Нашиот народ вели, насила на човека нешто можеш да му земеш, ама не можеш да му дадеш. Тоа е тој принцип кој што Бог према нас го... Да, тоа е естествена вистина, што се однесува и во релацијата на односот на човек-Бог. Че Бог низ историјата на човекот дал многу докази за своето постоење. Во Стариот Завет, во Новиот Завет се воплоти Синот Божи, стана човек, страдаше за човекот, земајќи гревовите на светот на себе, покажувајќи пак љубовта тука на земјата во времето, онака како што човекот сака да види, да допри. Воскреснувајќи го паднатиот човек и се вознесе на небото.
И ова сега се вознесе многу интересно за да покажеме дека Бог ја остава слободата на човекот за да даде одговор. Значи, Отец Јован изгледаш вели, се прашувам што е било ако Христос по воскресението не се вознесе. Тогаш сите би ја примиле верата некако како Тома. Значи, Тома го допре и се увери дека тој е Христос, Исус Христос, кој што одеше со нив и еве го сега воскресна. Но, што му вели Господ? Ти виде и поверува. Но блажени се оние кои што не видоа, а поверуваа. Зошто е тоа така? Зашто на некој начин со ова се прави упат во слободата на човекот. А од друга страна, кога човекот слободно, без некакви посебни уверувања во смисол на тоа да се допри и да се види, ја прифаќа верата, просто затоа што знае да одговори на дадената љубов. И тоа е чувство кое што е внатре во нас, соградено во самиот почеток на нашето постоење. Ние како што на некој начин, кога се раѓаме, си знаеме нашата мајка, и тие што не обкружуваат, имаме доверба код нив, се прикачуваме едноставно за нив. Така и кога доаѓаме во овој свет од духовен аспект, треба да имаме осознавање за Бога. Значи, тоа е вродено наше. Но сепак ние тоа треба слободно низ животот да го потврдуваме и преку тоа ние да ја покажеме и нашата доверба и доследност кон Бога, кое што е многу битно нешто. И од таа битност сите други нешта понатаму се реализираат во нашиот живот и околу нашето живење. Така да таквите работи мора да се постават на таа цврста основа, па понатака да градиме и во однесувањето на ближните. Така да човек кој што верува во Бога, кој што ја чувствува Божјата љубов на себе, живее со божествените сили и енергии, знае да го цени, да го вреднува тоа што од Бога го прима. Таквиот човек знае да го почитува и ближниот, бидејќи не може поинаку, како што вели свети апостол Јован. Ако некој вели дека го љуби Бога, а го мрази ближниот, тој не е по Бога. Не верува во Бога како треба. Нешто има тука што не е во ред. Значи, кога љубовта од Бога ја примаме и враќаме на таа љубов, ние знаеме што е љубов и знаеме како таа треба да се дава понатаму. Значи, примаме од Бога и даваме, ја правиме таа размена и таа размена струи понатака и таа плодот на таа размена е однесувањето кон нашите ближни. Ако од изворот на љубовта ние се одсечиме во таа размена, ние не знаеме што е љубов. Ние правиме сурогати од љубов, ние правиме импровизација. Ние правиме маска од љубов. Но тоа оној кој што сака да ја добие љубовта, многу добро го осеќа и го препознава. Но многу луѓе па и не сака да има човечки односи во длабочина. Значи, со искреност и посветеност, него чисто дело платежни. Јас ти дадов, ти ми должиш. Толку завршува се. За жал, затоа е толку пусто ова наше општествено живење. Така. Отец Ивица, значи претходно спомнавме Стариот и Новиот Завет. Тоа се свети книги. Меѓутоа интересно е посебно Стариот Завет историски настани, запишани. Интересно е меѓу другото како поминуваат оние луѓе што поверувале на Бога и остануваат верни на Бога и како поминуваат во животот, во конкретниот нивни живот, оние што отпаднале од Бога, односно се откажале од таа верност кон Бог. И на некој начин тоа докажува на луѓето уште во овој живот, овој се дали се со Бога, дали му се верни на Бога или не му се верни на Бога. Како да ја препознаеме? Кои се тие симптоми кои покажуваат дали ние сме му верни на Бога или сме отпаднале од верноста кон Бога? Значи,
Првен кога говориме за верност кон Бог, многу интересно да ја отвориме и таа тема, која е доста актуелна во ова наше време. Денес многумина велат дека веруваат во Бог и дека ја проявуваат својата верност кон Него. Но ако малце подлабоко анализираме како некој вели дека верува во Бог, а особено ако ги гледаме неговите дела, тогаш ќе видиме дека најчесто некои од луѓето веруваат и имаат верност кон некаква фикција за Бог. Конкретно во нашата современост имаме еден насилен исламски радикализам и многу често многу исламски теолози го поставуваат прашањето дали овој начин на практикување на ислам или овој начин на насилно наметнување на верата е всушност автентичен ислам. И сега околу тоа има многу дебати, но тоа е нивна работа. Ја не сум представник на исламот, ќе поканиме некој представник на исламот, тој треба да ни посведочи за тоа, но јас сакам да кажам нешто друго. Тоа е еден психолошки момент, кога некој човек од крајно проблематични причини, патолошки, болни, огревовени, острастени и така натаму, си проектира некаква вистина за некаков Бог. Всушност, тој си проектира некаква своја вистина за Бог. Тој верува во својата слика за Бог и нему му е верен. И ако таа слика е тоталитарна, насилна, патолошка, болна, острастена, насилна, немилосрдна и така натаму, таквиот човек во името на својот Бог ќе прави страшни зверства. Ние мора исто така, ако говориме денеска за радикалниот ислам, за сите насилства што ни доаѓаат од радикалниот ислам, исто така треба да бидеме критични и кон средновековната инквизиција, и кон зилотизмот, патолошкиот зилотизам во православната црква и така натаму. Значи имаме секаде луѓе кои потикнати од својата патолошка состојба, нездрава душевна состојба, проектираат некаква вистина за Бог, веруваат во таа своја вистина за Бог испроектирана, нему му се верни на таа своја слика и прават страшни злодела во животот на многумина во името на Бог. Затоа многу често, кога сум повика на некои конференции и така натаму мировни, многу често некои го отварат прашањето дека многу од војните се религиозни војни. Јас велам, дај да видиме дали еден вистински верник, кој на вистински начин има здрав однос кон живиот Бог, кон вистинскиот Бог, дали таквиот човек може да биде насилен? Дали таквиот човек може да оправдува страдање на илјадници луѓе, убивање на деца, силување на жени? Таквиот човек не може тоа да го оправда. И затоа е многу битно, ако говориме за верност кон Бог и за верност кон сето тоа што ни го открива тој, да видиме дали таквите луѓе што говорат за некаква верност, дали навистина тие се вери на вистинскиот Бог и на она што навистина тој го бара од нас, или си имаат испроектирана своја вера. И затоа е многу битно повеќе да го љубиме Бога, отколку да бидеме веролюбиви, односно повеќе боголюбиви, односно веролюбиви, затоа што ние многу често, како што реков пред малку, си проектираме, си правиме многу нешта во однос на верата како што нам ни одговара. И затоа и денеска во скоро сите верски заедници, исто така и во православната црква, конкретно во Македонската православна црква, Охридска епископија, имаме луѓе кои се декларираат како православни христијани, но ако ја гледаме нивната верност кон Бог, а често тоа вела дека они веруваат во Бог и во името на Бог прават не знам тамо какви работи, ќе видиме дека тоа што они го прават нема никаква врска со Божите заповеди и со Божјата вистина. Така да верноста секогаш треба да биде проверувана и со вистината за Бог таков како што тоа е, и не случајно, како што тоа го правиме и во секоја од нашите емисии, имаме мал цитат од Светото писмо со објаснување. Јас решив за оваа наша денешна емисија да прочитам од посланието на апостол Павле до евреите, односно тоа е послание што апостол Павле го праќа до евреите во тоа време кои го прифатиле Исус како Месија. Значи, пред да тргнеме со анализата, интересно е за нашите гледатели да кажеме кој е апостол Павле. Значи, тој е еден од оние што ти што кажа ревнители за верата, меѓутоа за својата слика за Бог. Значи, ревнува без љубов, но Исус му се открива,
ја открива нели собствената вистинска природа и апостол Павле доживува преобразба внатрешна. И тука тоа е се интересно. Без таа преобразба апостол Павле никогаш не се би бил поставува апостол прашањето Павле. зашто самиот Исус му се јавува на Шаул или на апостол Павле. Затоа што апостол Павле ја имал верата во Бог така како што тој ја добил од Стариот Завет и од своите учители. И тој бил верен на својата вера, но имал љубов кон Творецот. И тоа го правил од љубов. И таа ревност доаѓала од неговата љубов, сега што не била по разум и била поразувачка за многу христијани во тоа време кои го следели Исус, тоа е друга работа. Но Бог ги знае човечките срца и затоа него го. Затоа Јешуа или Исус му се јавува кога апостол Павле или Шаул тогаш оди кон Дамаск да ги гони тамо христијаните, му се јавува и тогаш Саул доживува конверзија, преобраќање и тој на вистински начин ја осознава вистината за тоа кој е неговиот Бог, кој е тој што тој го љуби. И тогаш тој станува следбеник на Месијата, станува член на Христовата црква и станува апостол на незнабожците, сведок на Христовата вистина. И почна да ревнува со љубов кон вистината и кон вистината. Па ја сведочи вистината така, тој толку има направено, толку цркви има основани и така натаму. И затоа клучно е едно од неговите посланија кај што он говори за верата, за значењето на верата, баш е ова посланието до евреите. И тој се обраќа до својот род, он по род е евреј. И вака го започнува своето послание. Всушност, ова е 11-та глава всушност од неговото послание, вака ја започнува ова глава, а верата е подлога за увереноста во она на кое се надеваме. Убеденост во она што не се гледа. Преку неа постарите добија сведоштво, односно тука говори за оние кои живееле во периодот на Стариот Завет, тие добиле преку својата вера во Бог сведоштво. Сведоштво за што? Сведоштво за тоа дека ќе дојде Спасителот, ќе дојде Месијата. И тие верувале, осведочени од Бог дека ќе дојде Месијата. И, вели апостол Павле, преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божи збор и дека од невидливото преизлегло видливото. Значи, самиот тој вели дека без вера во Творецот, ние не може да разбереме и како постои овој свет и зошто постои овој свет. Например, науката има влезено во многу длабочини во однос на Божите закони, како функционира светот и така натаму. Но без вера, без длабоко доживување и без вера во Творецот, ние не можеме да разбереме како од невидливото, од ништо призлегло видливото и со која цел. И така натаму. Науката има науката до некаде доаѓа и сепак и самите научници со вера приоѓаат во желбата да дојдат до сознанието. Да, така е. Но мене ми е ова битно, мислам дека ќе им помогне многу и на гледачите. А верата е подлога за увереноста во она што се надеваме. Значи, пред малку спомнав за онаа средба во 17 часот. Сега, ако јас со некого се договорам дека треба да се сретнеме во 17 часот, верата, односно увереноста е подлога, темел, дека тоа ќе се случи. Замисли, братушко, ако навистина помеѓу сите граѓани на Република Македонија увереноста или верноста е подлога. За тоа дека нешто што ветуваме ќе се случи. И ако нема изневерување, ако нема манипулација, ако нема лага, па луѓето на сосем друг начин ќе го доживеат и ќе го вреднуваат својот живот и односот кон ближниот. И таа заедница ќе цвета. А денеска ние сме сомничави затоа што сме сведоци дека повеќе се соочуваме со изневерување, отколку со верност. И кога човек неколку пати ќе биде излажан, односно ќе му се изманифестира изневерување на неговата вера, тука што ја губи подлогата. Довербата ја губи. И на тој начин луѓето се повеќе и повеќе се затвараат во себе. И очигледно е, мислам, тој момент со кој ние сите се соочуваме во нашето секојдневие, дека огромен е временскиот период што треба да помине за да меѓу две личности се изгради колку толку некаква доверба. Сите ние пристапуваме кон недоверба. Сите ние пристапуваме со опрезност.
Не затоа што сме лоши, братушка, но тако искуството на овој свет не научило, така искуството на овој свет и на оние луѓе кои изневеруваат, поттикнало во наш таква една состојба. Сега тешко е таа состојба, полека да се надмине, но ова е формулата. Без увереност, без верност немаме подлога. Немаме подлога на оно што може да се надеваме. Немаме подлога. Тогаш сите ние ќе цапаме во воздух. Односно во недоверба. А недовербата е една страшна состојба. Така, ја спомна отец Ивица недовербата. Предпоставам дека и ти, отец Горан, имаш такво чувство дека луѓето се повеќе и повеќе стануваат недоверливи еден кон друг. Зошто тоа така е во денешниот свет во кој што живееме? Заради слабата вера кон Бога. Тоа е основа. Од тука се почнува. Значи, јас би се вратил малку наназад во едно време. Не со некоја цел за тоа време да го протежирам, кога се стапувало во брак се преку стројници. Так. И од овој аспект, од ова време гледано натака, тоа е многу страшна работа. Некој насила да со некој го земеш и ставиш. Старомодна некој би кажал. И да живее. Но има една друга работа. А луѓето имале први доверба кон оние кои што го уредуваат тоа устројување, имале доверба во Бога. Значи, Бог ќе си уреди, ние да се запознаеме, да си биде како треба, со вера во Бога, со молитва, ќе туркаме некако. И туркале, имало многу малку разводи. Повеќе се трпеле, еден со друг, сега нема никакво трпение, нема љубов, нема вера кон Бога и како резултат на немање вера кон Бога и немање конекција од движење на љубовта кон Бога, нема љубов ни кон другиот, нема трпение, нема разбирање, нема заинтересираност за да заедно се носи товарот на брачниот живот, односно крстот, како што ние велиме, да се носи заеднички. Тоа во денешно време е, да речам, доста редок случај, затоа што верата намалила. Тоа е основното нешто за кое што треба да се фатиме и да го разработуваме. Нашите, да речам, предходници, дедовци, баби и така натаму, не беа многу едуцирани за христијанската вера. Но таа по традиција некако си ја носа и основните постулати ги знае. Основните постулати се учат во семејниот живот, во почитувањето, во верата, во довербата еден на друг, во жртвата еден за друг. Денеска тоа за жал го нема. Тоа е плод на искоренување на верата од семејството. Ние имаме еден период на комунизам, тој направи страшна бура. Ние се велиме комунизмот беше добар, луѓето беа добри и повеќе се почитуваа. Зошто се почитуваа? Затоа што претходно беа така научени. Тие што се родија во комунизмот и беа воспитани комунистички, сега владеат со општеството и ги учат нивните деца се уште на комунистички пристапи. Значи тоа се треба уште една генерација па да може би се вратиме на старите вредности и тоа ако нешто правиме. Ако префатиме европскиот световен демократски дух на не знам таму кои се права и должности, секуларна демократија. Тие може само да го ослабна семејство, да нема да го осојузат помеѓу мажот и жената, да заедно се носи. Може да се научи да се носат две тежини под еден кров. Тоа не е добро. Треба се носи една тежина под еден кров заедно. Тоа е основата, а таа може да се воспостави само со враќање на оние традиционални принципи на верата. Значи, вера влезена во сршта на семејството, која се пренесува од колено во колено, натопена со христијанскиот дух, не многу практикувана како што ние сега овде говориме
поминати на теолошкиот факултет и има фалму на Бога катехетски курсеви да се луѓето едуцираат во верата. Има многу книги, секој има Библија дома, секој има интернет да прочита се и сешто. Ама онаа нишка е истргната од семејството. И сега треба ние, читајќи го сето ова и знаејќи толку многу, да се потрудиме да ја воспоставиме. Ако ние бегаме од дома и идеме на веронаука, се враќаме дома и го гледаме таткото или мајката како некој најлош човек затоа што е неверен, не верува како нас, тогаш сме некои си животи кои што нема љубов, ни кон Бога, ни кон ближниот. И сме спремни да направиме лоши работи, отколку да направиме добри. Добрата работа е крстоносење, жртва, за да се задобие некој друг. Значи, ако ние го љубиме нашиот татко и мајка, срцето треба да ни плаче, зашто се неверници. Треба да пребиваме постојано во молитва, нивниот живот да се измени. А ако тоа ние го правиме, а при тоа многу трпиме од почитување, затоа што е човек, затоа што наш родител, затоа што не изгледал и не донесол на прав пат. И така натаму. Зборувам сега за семејството. Ако не се случуваат тие работи, значи молитва, се случува само критицизам, ништо нема да направиме после. Можеме да бидеме учени, ќе бидеме нешто како свети апостол Павле пред да му се јави Христос. Значи, тој ги гонел христијаните мислел дека ја извитоперуваат онаа вера татковска, а нема во себе познавање, конекција со Бога. Така и ние може да знаеме за Новиот Завет, може да знаеме дека Бог е љубов и дека Бог го сака човекот и така натаму, ама ние тоа ако не го доживуваме во нашето живење, ние нема ни да посееме плодови на љубовта. Нема ние да ја осведочиме христијанската вера како вистините, како начин на живење откриен од Бога, спасоносен за човекот, кој го оведува во живот вечен и царство небесно. Начин на живење кој што ќе го препороди овој свет, да не биде ваков како што е. Добро, ти благодарам, Горан. Ние малку зборувавме за оние последниот дел од денешната тема, значи љубовта кон татковината. Јас мислам дека тука е можеби најпроблематично и најманипулативна љубов. И еве, отец Ивице, како ти ја разбираш љубовта кон татковината? Верноста кон татковината. Верноста кон татковината. По друга една димензија. Верноста кон татковината кон својот народ. Значи, својот дом. Говоревме на самиот почеток дека има неколку сегменти кои се битни за да биде јасна таа вредност на верноста. Значи, љубов, доверба, искреност и значи, кога ние имаме вера и верност кон Бог, кон вистинскиот Бог и кон вистинската вистина и волја негова таква како што таа е. Кога ние својата верност ја челичиме и ја јакнеме, односно ја растеме, ја созреваме преку нашата вера и љубов кон Бог, таа верност, лојалност, ќе биде активна и во нашиот семеен живот. Говоревме пред малку. Значи, ако на еден ваков начин зреат сопружниците, имаат вера во Бог и имаат верност кон неговата вистина и кон неговите заповеди, и како плод на својата љубов живеат еден здрав христијански духовен живот кој ги преобразува, самите тие ќе имаат верност еден кон друг. Затоа што тие ќе знаат што е силата на верноста, што е силата на одговорноста еден кон друг. И тие самите ќе на еден начин предпостават и трагедијата на изневерувањето. Затоа што оној кој има многу и го изгуби тоа, тој знае што изгубил. А тој што нема никаква вера, нема љубов, нема искреност, нема доверба, нема духовен живот и брачниот живот го сведува само на морање, еве, дошло времето па морам да се оженам, или на некаква условно речено телесна сладост од сексуалниот живот во бракот или таму некаква обврска кон брачниот партнер, самите тие многу лесно
ги изневеруваат своите брачни партнери. Истото ова важи и за татковината. И сега кога баш Брадушко кога разговараме околу тоа што ние дефинираме по татковина. Значи многу често се прашуваме дали нашата татковина е нашата држава, нашето државно уредување. Многу често тука може да се примети дека љубовта кон татковината не често е поврзано со љубовта кон државното уредување. Да. Затоа што има многу луѓе кои се патриоти, кои ја сакат својата татковина, кои се верни на својата татковина, својот народ, но на пример се незадоволни кон државното уредување. Или кон државата, не е битно, ние можеби како татковина, како Македонија да бидеме во некоја друга држава, сме биле во Југославија или не знам тамо што, можеби кон таа држава да бидеме ладнокрвни, ништо да не значи. Значи, ако вака малце подлабоко го анализираме она верност кон татковината, тоа значи верност кон земјата што ни дошло од нашите татковци, од нашите предци. Кон значи, наследството што сме добили. Значи, кон нешто конкретно, не кон нешто абстрактно. Така. Значи, конкретно, ова парче земја, Македонија, ние сме добиле во наследство нашите предци кои се бореле за неа, кои се труделе, се жртвувале за неа и така натаму и така натаму. И сега, да, за да тие се тие моменти, тоа што го прават предците, имат рефлексија, позитивна или негативна во однос на следните генерации. Значи, под верност, во однос на татковината се подразбира верност кон сето тоа што претходните генерации го направиле за нас, ама реално и конкретно на ова парче земја, но и верност и одговорност за следните генерации. И верноста исто така се препознава преку тоа што ние, бивајќи верни на претходните генерации, верни на тоа што ни го оставиле, ние се трудиме тоа што ни го оставиле уште повеќе да го зголемиме. Така, тука би рекол културното наследство, духовното наследство, економското, еколошко се. Да го унапредиме живеењето во нашата татковина, да биде по-добро, да биде по-благословено, да биде по-боголюбиво, да биде човеколюбиво, да биде праведно. Значи, тоа е таа верност. Значи, да не биде сега верноста или лојалноста разбрана кон некакво државно уредување, некаква идеологија, комунистичка, фашистичка, социјалистичка, секуларистичка и така. Идеологиите биваат и се заминуваат, братушко. Партиските владења биваат и се заминуваат. Една работа е да бидеш, и тоа е многу интересен момент, што значи да бидеш верен на својата политичка партија. И на што да бидеш верен во својата политичка партија? Дали на платформата, на идеолошката платформа, на лидерот, на идејата за татковината и така натаму. Да. Или тука се отвараат многу работи, но сепак како христијани го бараме тој многу битен момент да се дефинира нашата верност кон татковината. Верноста кон татковината е верност кон она што ни останало или што ни е предадено од нашите претходници, од нашите татковци, а за кои ние сме одговорни, за тоа што ни е предадено, да го пренесеме на следните генерации. И тука ние треба да бидеме верни на тоа што ни е останато, да го унапредиме тоа на секаков план и да внимаваме што им пренесуваме на следните генерации. Значи, еден домаќин човек, конкретно да земеме едно семејство. Сега, еден домаќен човек, едни благословени брачници, маж и жена, сопруг и сопруга, тие внимаваат како ќе ги воспитуваат своите деца и што ќе им остават во наследство и на своите деца и на своите внуци. Пред се на духовно, етички, морален план, како ќе бидат воспитани, како ќе бидат насочени, па и на материјален план. И материјалниот план е исто така битен, затоа што ние треба да живееме еден домаќински живот во овој свет, а домаќинскиот живот подразбира дека ние мора да имаме и материјални вредности кои ќе ни помогнат во тоа. Значи, љубовта кон, односно верноста кон татковината е верност кон сето тоа што ни е предадено од нашите предци, верност кон нашиот јазик, верност кон нашето име, Македонија, македонци, верност кон нашата вера. Значи, денеска многумина се декларираат како православни христијани, така, по традиција. Така, вика, баба ми веруваше, дедо ми веруваше,
татко ми баш не ги спомнуваат баш многу. И сега они по некоја традиција, но велам, дали си ти верен на вистина на верата на своите предци? Дали сме ние верни на вистина на верата на Свети Климент, на верата на Свети Наум, на верата на Свети Јоаким Осоговски, Прохор Пчински, Гаврил Лесновски, на Злата Мегленска и така натаму. Дали сме ние верни во однос на таа вера што тие исповеда? Дали сме подготвени да загинеме за таа вера, како што некои загинале? Така е, да покажат мартириос, сведоштво, мачеништво. Значи, многу е битно, кога вие говориме за оваа вредност на верноста, да размислиме дека верноста е многу битен момент како ланец, како синџир. Верноста поврзува. Таму кај што има верност, таму буквално луѓето се поврзани со еден благословен, љубовен синџир. Секоја алка е алка од љубов, алка од искреност, алка од доверба и така натаму и така натаму. И таму кај што постојат овие синџири на верност, има благослов и на семеен план, и за воспитување на децата, и за нови рожби, и благословена татковина, благословено општествено живење и напредот на секаков план. Тоа е убаво и овој момент да го спомнам пророкот од Стариот Завет, Осија, кога Бог му заповедал се ожени со жена блудница. На тој начин сакал да покаже Бог дека неговиот народ како блудница се однесувал. Не го љубил својот Бог. И тој му кажува на својот народ преку пророкот Осија, кој живее 753 години пред Христос, тој му кажува непослушаноста и непослушноста и неверноста кон Бог кај ќе ги однесе. И Осија ги опоменува и исто така покажува со својот живот кон жената блудница каков однос има Бог кон својот народ. Иако овие правеле многу нешта кои биле спротивни на законот Божи, Бог ги љубел и го очекал нивното покаяние. Така и ние, може би денеска сме во ваква и онаква состојба на неверност, на изневереност, самите изневеруваме. Но живееме во времето. Сега може би сме такви, но утре да бидеме подобри. Така. Еве сме отец Горан при крајот на денешна емисија. Во смисол на... Да дадеме еден заклучок на целокупната тема и така, како една порака до оние гледатели што овој момент не следат, што ви препорачале, како ние да останеме верни на таа верност кон Бога, рековме, кон брачниот партнер, кон ближните, кон татковината, како оваа вредност да си ја сочуваме и да ја пренесеме понатаму на нашите наследници? Со практикување на верата пред се, практикувањето на верата, вели вака, нема поголема жртва од таа да се даде животот свој за ближниот свој. Значи, плодот на таа вера е големата израз на љубовта и почитта кон ближниот. Христос пред самото страдание ги кажува овие зборови, вели дека он се жртвува за пријателите, односно за чедата негови, за она прва црква, рожба на верата. Тоа се најнапред апостолите, а понатака и голем број на луѓе. Ние, кои што сме членови во црквата Божја, жртвувајќи се за ближниот, ние всушност треба да знаеме една работа. Ближниот наш и нашиот живот, значи колку нашиот труд оди кон ближниот, толку оди и во награда за нашиот живот. Во однос на тоа како да ги поставиме тие работи во општественото живење и во заштита на нашата татковина во која што живееме. Ни кажуваат, прочем, и многу житија на свети маченици, свети великомаченик Димитри и свети великомаченик Ѓорѓи биле, значи, некои си генерали во тоа време, во незнабожечка војска и долбоклоничка. Но тие се жртвува за заштита на ближниот свој. Значи, тие пред се, тие војни ги правеле така да го заштитат ближниот свој. Иако биле терани на некои си неубави подрачја, тие и таму кога ги освојувале, затворениците ги помилувале и ги пуштале. А од друга страна ги заштитувале оние кои што биле мирно населени, кои што живееле на нивната територија.
Значи, тоа е тој принцип како треба се даде одговор на загрозеноста од страна. Значи, само една одбранбена активност за да се сочува мирот и доброто во татковината, ближниот свој и така натаму. Тие вредности за кои што кажа отец Ивица се низ генерации овдека внесувани. Тоа е, да речеме, како еден голем амбар во кој што се внесувало. Сега ние треба портите на тој амбар будно да ги чуваме и да внесуваме уште во него, а не да се тргнеме на страна, па кој како дојде да изнесува од него. Тоа не може така. Христос така не учи. Христос не вели. Не биле верни кон нашите предходници, не би покажале верност. Така. Тоа би ги изневериле. Значи, како и да поставуваме работата со верата, основата е таа да се даде жртва од себе си за доброто на ближниот. Така не учи Христос. Во основата на тоа е верата во Бога, изразена со тоа љубовно струење, кое што треба понатака исто така да ги проникнува сите кои што се околу нас, да ги видат добрите дела и да го просуват нашиот Отец Небес. Така. Иначе, ако нема такви дела на верата, ништо не сме направиле посебно. Како се дочиме? Братушко, ова како плод на верноста кон Христос, нашиот Спасител, а преку него и кон нашиот Небесен Отец во силата на Пресветиот Дух, на оној кој невидливо може би за нас, но преку пројавата на својата љубов не потикнува, мојот во Христа собрат, братот Горан, со неговиот преведувачки тим. Така. Многу е активен на издавачка деност и така. пред нас тука е една прекрасна книга која е да ја представиме. Така, која е плод на верноста кон Бога и кон верноста тоа да се исполнува Словото Божие, да се сведочи вистината Христова. Че ова навистина е направено од љубов кон ближниот. Значи, од оние кои што ја практикуваат верата и сакаат да достигне Словото на вистината до секој православен дом. Се направи избор на од мноштвото, значи, на текстови кои што благодарение на современиот тек на живење имаме денеска все поголем број, значи можност да се преведува, да се следи на интернет и така натаму. Ние избравме отец Антони Сурошки или Антони Буон, кој што во Англија го сведочил православието и таму, благодарение на неговото светење и сведочење во тие страни, многу од луѓето нашле прибежиште во местото каде што богослужбел од суровиот свет денеска, ја нашле љубовта која што им фалела во општественото живење, токму во тие средби со овој прекрасен Отец, го нашле изворот на љубовта Бога. И затоа мнозина од еден мал број иселеници Руси, кои што го обкружувале, таа заедница прераснува во огромна, во која што англиканци, римокатолици, протестанти преоѓаат во православие. И навистина има зашто, кога ќе ги прочитаме овие слова негови, се толку речити, едноставни и секогаш употребува прости примери од неговиот навистина голем практичен христијански живот, во таа средба и служење на ближниот. Има навистина што многу да се научи, поучи и има силен поттик да не мотивира да и ние нешто направиме за да го сведочиме Бога, да осведочиме љубовта Божја по светот. Преку овие наши активности на сведочење, еве произлезе оваа книга, тоа е скромен подвиг, кој што секако не застанува тука, ова е само едно од нашите скали во активностите. Прва беше архиерей, така? Првата беше архиерей, третата
една многу интересна книга која што се однесува за критика на современата уметност, односно која е незината подлога и кон што води. Так. Значи, вистинската уметност треба произлегува од вистинскиот уметник и креатор, тоа е Бог. Денешно, за жал, е истргната и токму затоа не провоцира тоа да ја земеме таа книга да ја преведуваме, наскоро ќе излезе и таа. Так. Ти благодарам, отец Горан, и за денешно гостување одека во емисијата и за објаснување за книгата, што е дел од сведоштвото, нели, со сопствениот живот. Како заедница, Антони заедничко Блум, сведоштво. сведочил и затоа толку луѓе собрал околу себе. Се надеваме дека и ние со денешна емисија отец Цивица исто така сведочиме за тие вистини кои сведочиле многумина пред нас, се надеваме и многумина по нас и дека ќе го дадеме ние својот придонес како што претходните го дале и се надеваме и другите ќе Така, го дадат. братушко, верноста како вредност е сериозен предизвик и се надевам дека се тоа што го говоревме до некаде така ќе биде од полза за сите оние што гледаат и ќе успееме, сигурно сме успеале, не знам, ќе видиме според реакцијата на емисијата, на оние што ја гледаат, дали навистина таа наша дефиниција или тоа наше разбирање за верноста ќе го споделуваат и многумина од оние што гледаат нашата емисија, но тоа е верноста што ние сме научили од Христос и таа верност ја сведочиме. Благодарам, најпрво благодарам за моите денешни соговорници, отец Горан и отец Цивица. Се надевам дека нашите гледатели со внимание не гледа и поучни нешта видоа и слушнаа. И благодарам за вниманието, благодарам за гостувањето и ја најавувам следната емисија која ќе биде за богатството, нели, и сиромаштијата и скромноста како вредност. Па со ова најава за следната емисија ја завршувам и со благодарност за сите оние што не следат, меѓутоа пред се благодарност кон Бога што ни дава можност и ние да сведочиме со својот скромен придонес да го дадеме со оние вредности што ги поседуваме да ги пренесуваме на другите. Благодарам. Благодарам.